Домакинствата се убедливо најголемиот загадувач на воздухот во Скопје, покажаа повеќе научни студии. Автомобилите и другите транспортни средства учествуваат со многу помал процент. Дојдовме до сознание дека во однос на PM емисиите направивме инвентар на емисии и тој покажа дека 90% PM емисии доаѓаат од домакинствата, а само 10% доаѓаат од транспортниот сектор. 360 степени на терен за да провериме дали и како властите се справуваат со најголемите загадувачи – домакинствата. Со почетокот на ладните месеци почнува и расипаниот телефон помеѓу граѓаните, општините и градот Скопје. Што смее, а што не смее да се користи за огрев. Гумите по правило котираат на највисокото место на забранети материјали, па не чуди што веста дека инспекторите на општина Газибаба заплениле повеќе од 2 тона гуми планирани за палење. Беше доживеана како зрак ведрина во зачаденото скопско секојдневие. Повеќе од 1 тон само во местото Вардариште, каде гумата е основен извор на топлина за 80 ромски семејства, кои немаат за леб, а не пак за поквалитетен енергенс. На Дивова депонија ја спроведовме првата акција, тука во Вардариште, во соработка со Министерството за внатрешни работи и јавното комунално предпријатие Газибаба 2007. Запленети се тони 220 килограми отпадни гуми, каде што понатаму се предадени на овластен постапувач со отпадни гуми. И на 4 декември оваа година спроведовме втора акција. Таа се одвиваше на улица Методи Андоновченито. Тоа е десно пред бензинската на Макоил, каде што исто живее ромско население, и таму запленивме тони 50 килограми отпадни гуми, истите се предадени во отпад во случајов екоциркон. Борис Георгиевски, градоначалник на Газибаба, признава дека е ова само почеток на борбата со ложачите. Не само во Вардариште и на веќе посошената локација и покрај должот на реката Вардар, почнувајќи од Караменица, завршувајќи до Вардариште. Кадриово мало, дури би рекол и Румнери. Имаме уште неколку локации кои што веќе се регистрирани. Општинските инспектори и комунални редари, согласно Законот за комунална чистота, ќе спроведат дополнителни активности за наблюдување, следење и можна злоупотреба и секако одземање на секаков вид материјал кој што ќе може да се злоупотребува. Ладни месеци ќе има уште, со тоа и работа за инспекторите. Камерата на 360 степени на различни локации во градот забележат чад со различни густина и во речиси сите темни нијанси. Ги прашавме општините како се справуваат со дивите ложачи. Оние што ни одговорија, сите тврдат дека прават редовни теренски проверки и истовремено се пожалија дека се соочуваат со проблеми. Имаме законски регулативи каде што има мандатна казна од 50 евра. Меѓутоа, ова население немаат место на живење, каде што и да се напише таа мандатна казна, немаат трансакцијски сметки каде што може да се изврши наплатата, така да повеќе едукативно делуваме, се со цел да се спречи спалувањето. Од Ѓорче Петров ни рекоа дека се излегува на терен, но инспекторите немаат надлежност да проверуваат приватни домови. За разлика од нив, Кисела вода врши инспекции во домакинствата. Регистрирале прекршоци кај 2, но понатамошното постапување го префрлаат во рацете на град Скопје. Со своји предизвици и карпош, нивните диви потпалувачи најчесто се малолетни лица, па теренската проверка подразбира ангажман на повеќе институции. Единствени не се пожалија во аеродром. Ни кажаа само дека изминатиот месец 15 пати била изречена опомена за палење оган, а 3 пати морала да интервенира и полицијата. Одговорите изостанаа од Центар, Чаир, Бутел и Сарај. И додека локалните самоуправи и институциите се бркаат низ надлежностите, граѓанските активисти гледаат со недоверба на нивната работа. Ние баравме да има редовни контроли, да бидат отчетни, да ги даваат барем на веб страната, значи да речеме дневно 1, 2 или неделно неколку акции. Тие да речеме во целиот период имаат околу 2-3 акции направено. Во главном и немаат капацитет и законите до некаде ги кочат работите и дека треба и на државно ниво да се преземат акции за да овие закони бидат донесени што е можно и нивните измени во кратка постапка. За да немаме на терен вадење на тоа дека законски немаме можности за некои работи да делуваме. Додека и овој хаос во законите чека да биде расчистен,
секојдневно се ложи пред очите на законодавците. Додека и ова поминува неказнето, клучната улога треба да ја одигра совеста кај граѓаните. Тие се најканцерогените субстанции, значи пластика, гума, се гори. Голем дел од населението не е ни запознен со тоа. Ги додаваат во шпоретите најверојатно да зголемат калоричност на дрвата, меѓутоа пред се самите на себе си штедат, па на околината.